или ние да ги спречиме штетите по обилните дождови. Ќе разговараме и ќе анализираме со професор доктор Ивица Милевски од Природно-математичкиот факултет во Скопје при Универзитетот Кирил и Методи. Тој е заедно со нас. Добро утро официјално да си посакаме. Професоре, вие сте дел од Националната анализа за ранливост од поројни поплави во сливовите. Тоа беше еден труд кој што е објавен во соработка исто така со ваши колеги, реномирани професори од Универзитетот во Нови Сад, во Шумарскиот институт во Солун, исто така соработувавте и со Универзитетот во Белград. Простете ако некој заборавивме, но сепак ние на нашето подрачје би сакала да се фокусираме во разговорот. Прво да кажам добро утро и благодарам за поканата да дадеме некое свое мислење и тоа што сте увиделе дека работиме и на таа проблематика. Каква беше вашата улога во овој проект? Значи, прво да кажам дека моја специјалност е делот на геоморфологијата и 20 на години работам и на подрачјето на геонепогоди, така наречени геохазарди, кои што опфаќа појави на претерана ерозија, на свлечишта, на поројни поплави, кои што појави се меѓусебно многу поврзани. Значи, едното го условува другото и обратно. И во врска со тоа, работејќи на еден модел на подложност на силни ерозивни процеси не само на националната територија, туку и пошироко, дојдовме до идеја дека е добро да видиме корелацијата каква е со така наречени поројни или flash floods. Тоа се поплави кои што главно се јавуваат во пролетниот, летниот дел од годината. Посебно во лето стануваат се почести, поизразети. Зошто? Затоа што една од главните причини се климатските промени и тоа драстично зголемување на фреквенцијата на силни или катастрофални врнежи, да не кажам, какви што некогаш порано не биле забележани. Инаку, проценките и истражувањата и на светско рамниште и во Европа се дека на секои 15 на години 10 до 15% има зголемување на овие екстремни врнежи на нивна фреквенција, која пак од друга страна условува појава на такви ненадејни, силни, многу интензивни поројни поплави, кои што секако, освен од климатските фактори, освен од големата количина на врнежи, се на некој начин многу поврзани и со активностите на човекот во просторот, односно несоодветни активности на човек во просторот. Дали е тоа од аспект на претерана сеча и уништување на шумите, или од аспект на несоодветно урбанистичко градење, или од некои други, па сега зборуваме веќе и за така наречени урбани поплави. Значи, тој термин станува се почест. Зошто? Затоа што во урбаните подрачја, како што беше и Скопје 2016, но и бројни други појави имаме во изминатите десетина години, значи, доаѓа до поплавување на урбаните простори, а понекогаш, за жал, се почесто се случуваат не само материјални штети, туку и човечки жртви. Значи, ние правиме некоја дистинкција меѓу оние што се класични речни поплави, кои што се вообичаени за текот на месец ноември и кои што биле познати, значи, во минатите 60 на 70 години, значи, поплавата во Скопје, големата поплава 1962 година се случила во ноември. Поплавата во 1979 година не само во тоа не е само, ние знаеме најмногу за Скопје, но и други делови од државата били исто така погодени. Значи, најчесто тие поплави биле во месец ноември, кој што е доста врнежлив, но тие врнежи се генерално на некој начин воедначени, планирани и плюс тоа природата е на некој начин повторно спремна да прими голем дел од тие врнежи. Што е со оние поплави кои што се во летниот период и кои што нема да ги заборавиме? Стајковци 2016, предходно 2015, рековте и дека надвор од Скопје, Шипковица, Радовиш 2008, и да не се навраќам сега во анализата, но да се задржиме на Скопје, на нашето подрачје. Стајковци 2016 е нешто што нема да се избрише од нашата меморија.
нешто што ќе остане врежано и ќе остави многу прашања. Дали, доколку такво нешто се случи, ја споминавте урбанизацијата и човековото однесување, се случи во централното градско подрачје, дали тоа ќе може да го издржи? Еден од главните проблеми од она, да кажеме, можеби несоодветна понекогаш и претерана урбанизација, посебно на делови од градот и посебно за Скопје ако зборуваме, е тоа што тие така наречени дренажни испусни канали не се баш соодветно димензионирани во поглед на бројот на изградени станови, во поглед на број на население на одреден простор, во поглед на атмосферска канализација и така натаму, така да тоа беше една голема причина зошто и во централниот дел на градот имаше поплавени улици, имаше поплавени возила, за среќа не се случија човечки загуби во централниот дел на Скопје, но затоа нели кон Стајковци имавме таква ситуација каде што едноставно водата собрана во еден вид мала вештачка акумулација поради недостаток на испусти под автопатот, јурна преку автопатот и тоа се случува за, да не кажам, што се вели дел од минута, едноставно луѓето немаа време кога ни да реагираат, нити пак некој ги информира дека може такво нешто да се јави толку критично, така да затоа беше и толкавиот број на жртви. Се надевам, некои студии беа работени накнадно, нешто се работеше на терен, посебно во однос на чистење на дренажните канали, бидејќи најголем дел од нив беа зачепени, запушени со фрлање на шут, со фрлање на смет и така натаму, што предизвика излевање на тие нагло дојдени води, бидејќи видите, со порани поплави, посебно овие нагли порани поплави или тие флеш флац што велиме ние во светска литература така познати, тешко се справуваат дури и многу поразвиени држави. Но затоа тие прават модели, прават сценарија, прават многу прецизни анализи, кои делови од градовите или кои делови од подрачјата може да бидат под силен удар од такво нешто, и тоа беше инспирација и ние да направиме, да видиме кои делови од државата се особено ризични, посебно на тие флеш флац, односно порани поплави. Кои сливови и региони во држава се покажа како најранливи на порани поплави? Видите, кај пораните поплави има еден голем проблем, а тоа е нивната тешка детекција, значи кои се тие места, бидејќи Шипковица никој не претпоставуваше 2015 година мал слив, наизглед онака планински слив со мало потокче, дека може таква да дојде огромна и несреќа, да кажам, значи за неколку часа да се собере огромна количина на вода и да предизвика толку жртви. Така да на подрачјето на Македонија имаме доста ризични места. Тоа се главно места каде што имаме стрмни сливчиња, мали по површина, 10, 20, 30, 50 километри квадратни, кои се за жал оголени или во голем дел оголени. Јас сега баш бев на еден настан каде што луѓе од повеќе делови на Македонија се жалат дека едноставно има легална или нелегална сеча на дрвна маса, која што тие проценуваат дека е несоодветна и дека е претерана и дека го оголува теренот, а таа претерана сечена шумска маса, на дрвна маса, условува да нема доволно инфилтрација на такви нагли води, големи води, туку тие да јурнат едноставно низ стрмнината и да налетаат на објекти, па и сега, дури во овие поплави сега што се јавија, имаше неколку случаеви каде што тотално непланирано се излева, јурнува водата низ некои сопствени канали што си ги прави таа. А водата секогаш си го наоѓа патот? Си го наоѓа патот, посебно реков, мора да водиме сметка, мора институциите да знаат дека она што реков, фреквенцијата на силни врнежи ќе се зголемува. Ние анализи се правени дека генерално во текот на годината врнежите се тука некаде, но нивната дистрибуција низ годината се повеќе и повеќе е неизвестна. Значи, можно е 3 месеци, 4 месеци да имаме сушен период, па тогаш нагло за ден, 2, 3 да се истори огромна количина на врнежи. Стајковци беше со 90-95 мм, скоро 100 мм на врнежи за само 4 часа. Тоа е огромна количина на вода која што треба да, значи, тогаш имаше коментари, ете Божја сила, не знам овона, но да имавме ние соодветно припремена дренажна каналска мрежа,
таа во голем дел тие води ќе ги одведеше кон коритото на Вардар. Народните верувања секогаш ќе останат, тоа се дел од нашата традиција. Настрана ќе се навратиме на истражувањата и на науката. Велите најпроблематични се областите околу реките Брегалница, Пчиња, Треска, Крива река, Црна река и Струмица. Така велите во вашето истражување. Па што препорачувате вие? Превентивни мерки, инженерски, биотехнички, планерски? Сите, дури повеќе од тоа. Добро, значи до таму или работата има потреба од се? Тргнувајќи од биотехнички мерки, пошумување. На времето ние во 70-тите, 80-тите години сме имале не само планови за пошумување, туку и реализација со значителни површини пошумени во текот на годината. Тоа пошумување покрај другото било наменето главно и за регулација на површинското истекување на атмосферските води. Така да заштита на вештачки акумулации, значи да не дојде огромна количина на вода во самите вештачки акумулации и така натаму. Пошумувањата во 60-тите, 70-тите години во сливот на Горна Брегалница, пример. Но, за жал, од нашето самостојување наваму, тоа пошумување многу често било спонтано или недоволно и затоа, од друга страна, имаме, ајде да кажеме, тоа не е реално среќна околност, но голема депопулација на аграрните и руралните подрачја, кои што придонесува за постепено враќање на природната вегетација, па малку тоа го облажува самиот ефект на породни поплави, но она другото што рековме, изградба, одржување на канали, на одводни системи, исто така она што е можеби запоставено. Имало случаеви во некои европски држави заради ваков проблем, па и во Грција, например, да се градат десетици илјади на мали акумулации со цел да ја приберат она вишок вода што ќе дојде нагло, што ќе дојде, за да може да се справат низводните делови со поплавните бранови. Кај нас и тоа е застанато. Некако имаме спорадично некогаш на неколку години ќе се гради некој, но тоа треба да биде цела програма, цели планерски активности и да се изведуваат за да, рековме, ќе бидеме во наредните 20-30 години на многу поголем удар и ако не преземе нешто сериозно, не се размисли нешто сериозно, навистина ќе бидеме во многу незавидна ситуација. Вие го завршувате трудот со тоа дека спред експертите и Светска банка до 2050 година треба да очекуваме екстремни врнежи во нашиот регион, кои што да објаснувате во комбинација со се ова што зборувавте со користењето на просторот, со бетонизацијата и така натаму, дополнително ќе ги зголемува ризиците. И сега вие направивте една алатка, која што поидовно, ако било Стајковци, како модел кој што го истражувавте, една алатка која што треба да воеднина треба можеби повеќе и да продлабочи во делот на истражувањата, па тука велите дека во следниот период добро е да се вклучат и податоци од социјекономски фактори, како што се густина на население, економските загуби, инфраструктурата и така натаму. Кои ви се вашите планови? Ние она што го направивме, користејќи најсофистирана, најнова технологија, меѓу кое што особено сателитски снимки и така наречени дата сетови, податочни сетови од сателитски проучувања. Значи, успеавме преку една посебна платформа која што се нарекува Google Earth Engine, која што има моќ на еден суперкомпјутер да пресметаме за цела територија на Македонија, дури она што е добро, што истиот модел може да се примени и на многу поголеми подрачја. И затоа јас велам, многу беше интересно што интерес и за моделот и за методологијата пројавија доста експерти и колеги од, например, од Азија, од Јужна Азија, од Југоисточна Азија и така натаму, додека овдека немаше апсолутно никаков, да кажем, освен од неколку медиуми, што како би можело да се инкорпорира, да се направи и така натаму. Така да наредниот чекор ние на нас едноставно да го поврземе тоа со конкретно, ние работевме на подрачје на мали сливови, но со водотеците, како директно на водотеците тоа се одразува, како се одразува на некои други сегменти на она што рековме на ерозија, на појава на склечишти и така натаму, и колку тука се социјекономските фактори со свое влијание придонесуваат да се зголеми ризикот или во некои поретки случаеви да се намали ризикот од породни поплави.
Професоре, со оглед на тоа дека соработувавте во ова истражување, во овој труд и со ваши професори од Белград, Нови Сад, Солун, ако некој заборавам, извинете, сведоци сме и кај соседите дека се случуваат поплави. Сведоци сме што се случуваше во Бугарија сега, но и во Србија често се случува при обилни врнежи од дожд исто така да се поплавуваат. Со исти ли предизвици и тие земји се соочуваат? Може ли да се направи некоја споредба затоа што регионот е тој? Точно тој беше поентата зошто настапивме заедно со колеги кои што имаат веќе некој искуство во тој поглед во Србија, во Грција, еве разговараме и со колеги од Бугарија, Албанија и така натаму, бидејќи нашиот регион е и ќе биде особено чувствителен на вакви природни непогоди во наредните 30-40 години, а да не збориме и понатаму. Така да еден тим на експерти кои што имаат искуство од своите области, заедно се здруживме да можеме ова да го направиме конкретно за Македонија, но истото тоа сега во моментот го работиме за Балканскиот полуостров, па да видиме каква е споредбената ситуација меѓу различни држави на Балканот и да видиме што може да се подобри, што може да се направи, кои модели можат дали може да се превенира? Секако дека може да се превенира. Нормално колку таа превенција е подобра, толку последиците ќе бидат помали, помалку изразени и една од главните цели е всушност да се спречи појава на човечки жртви. Бидејќи рековме веќе, еве во Србија имавме, на целиот регион, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, значи Хрватска последниве неколку месеци, Бугарија, да не зборам. Грција секоја година има проблем. Значи таа е поентата како со тргнувајќи од моделирањето, од извојување ризични подрачја до одредени биотехнички, геотехнички, планерски и други активности, како сето тоа да се сведе во некој колку е можно по пристоен, да кажам, опсек. Веруваме во научната фела, веруваме во вас, професоре, така што ние сме заинтересирани како медиум, како и да се прошири ова истражување, овој труд да го презентираме тука. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарам.